Почитувани гледачи, добро вечер и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Отворено со општината. Емисија во која наша и ваш вечерашен гостин е вршителот на должноста градоначалник на општина Струмица, господинот Костадин Костадинов. Господине градоначалнику, добро вечер и добродојдовте на програмата на ТВ каналот ВИС во емисијата Отворено со општината. Добро вечер. Ви благодарам за поканата. Чест ми е што сум дел од вашата телевизиска програма. Се надевам дека ќе имаме една успешна емисија. Јас исто така и нас ни е чест што вечерва сте наш гостин на програмата на ТВ каналот ВИС. Едно нормално прашање за самиот почеток на овој разговор. Влеговте полека но сигурно во четвртиот месец откако се наоѓате на челото на општина Струмица. Што тоа за вас како млад човек, исклучително млад човек значи и каков предизвик беше да се седне во тоа градоначалничко столче во од кое успешно ја раководеше општина Струмица господин Зоран Заев. Полни 11,5 години, ако не се лажам. Така, морам најпрвен да кажам дека општина Струмица е пример за успешната младина. Зошто го кажувам тоа? Господинот Зоран Заев на 30 години стана градоначалник на општина Струмица и патем видовме какви резултати покажа. Што значи млад градоначалник, полн со елан за работа и докаде ја дотера општина Струмица, од каква општина ја направи една од најуспешните и најуспешна општина во Република Македонија. Општина која што има нула кредити, општина која што има голема ликвидност во однос на економскиот дел, општина во која што функционираат сите јавни претпријатија безпрекорно, општина со најдобра јавна администрација во Република Македонија. Така. Морам да кажам дека седнувањето на столчето, на кое што допред некое време седеше најуспешниот градоначалник во југоисточна Европа, значи да се биде ученик на најдобриот, но во исто време значи да се стреми да бидеш најдобриот. Тоа за мене представува исклучителна чест и голема одговорност пред граѓаните на оваа наша општина Струмица. Особено ако се знае дека седењето во тоа столче не е само седење, туку едно чудо обврски, задачи, ангажмани и активности, така ли? Јас сум недвосмислено тоа што ќе го кажам сега е дека сум подготвен и спремен да го продолжам, најпрвен да го продолжам патот на господинот Зоран Заев, но и да стремам општина Струмица да опстане како најуспешна општина во Република Македонија и како што е и нашиот слоган прва во се. Или секогаш први. Секогаш први се разбира. Така, добро. Во овој момент претпоставувам се соочувате со проблем да работите во услови на една евидентна и тешка политичка криза со која се соочува Република Македонија и во услови во кои се уште е на сила изборниот законник кој вели, нели, од денот на распишување на избори до ден на формирање влада не смее да се прави тоа и така натаму. Влада се уште немаме и не е така едноставно, претпоставувам. Така, јас морам да изразам жалење што определени структури од нивоата на партиите кои што до вчера беа на власт, а денеска се најголемата опозициона партија, станува збор за ДПМНЕ, прави секакви напори кон купување на денови на слобода. Зошто? Ради сите тие причини кои што ги направија, ради сите злодела кои што ги направија на македонскиот народ. Јас искрено жалам што повикуваат и манипулираат со луѓе кои што се невини да излегуваат на протести и да штитат нешто што не може да се заштити. Морам да кажам дека станува збор за купување на време. Јас очекувам во најскоро време да се регулираат сите проблеми со кои што се соочува нашата држава, патем и проблеми со кои што се соочуваат сите општини во Република Македонија, вклучително и општина Струмица. Морам да кажам дека општина Струмица успешно ги пребродува сите тие моменти на криза во државата. Зошто? Затоа што 11 години функционира како слепо црево во оваа држава. Сите сме сведоци со какви ли предизвици не се соочи нашата општина во поглед на инспекции на финансиски полиции, во поглед на реализирање на нечии тесно партиски интереси, но сепак обстоивме и го задрживме епитетот на најуспешна општина. Да, се соочуваме со блокирана работа на парламентот на Република Македонија, се соочуваме со нефункционирање на институциите кои што треба да бидат во служба на граѓаните и сето тоа представува проблем за сите општини во нашата Република Македонија.
Ние изнаоѓаме секакви решенија во поглед на оние проекции кои што ги имаме во буџетот на општина Струмица, да како така се снаоѓаме со финансиски средства во поглед на реализација во програмите од буџетот. Но сепак, за да реализираме одредени програми, потребно е обезбедување на приход, соодветен приход за реализација. Секако, согласно изборниот законник, кој што во моментот представува пречка и блокирање на функционирањето на општините, во делот на продажба на градежно земјиште, во делот на приватизација на земјиштата, морам да кажам дека со првиот момент од формирање на влада, општина Струмица веќе од урбанизам очекува некои си 30 милиони денари приход. Тоа сега оневозможено. Оневозможено токму поради изборниот законник. Првиот момент од формирањето на влада, тие средства ќе бидат реализирани. А тоа впрочем тоа се најголемите средства од кои општина Струмица го храни својот буџет. Апсолутно. Среќа на добрата поставеност на господинот Зоран Заев и добрата ликвидност на општина Струмица, се уште очекуваме приливи кои што не можат да бидат блокирани од тој изборен законник, и така и функционираме. Ние мораме да имаме предвид она што го зборуваат правните експерти, дека на 15 мај завршуваат мандатите на градоначалниците и на советите. Можете ли само да замислите што би се случило во Република Македонија кога општинските администрации, не дај Боже ако тоа продолжи така како што оди, не земат плата? Можете ли да замислите дека некој граѓанин кој што има потреба, да речеме, од урбанизам, кој што треба градоначалникот да му потпише одредено решение за плаќање на данок, за да може да се изгради куќа, ќе биде оневозможено. Зошто? Затоа што некој упорно се обидува да ја кочи работата на парламентот, односно функционирањето на институциите кои што треба да бидат во служба на граѓаните. Тоа само укажува на итната и неодложлива потреба од деблокирање на работата на собранието и итно формирање на нова реформска влада која ќе ја изведе Република Македонија на прав пат. Така. Да, помалку станува нејасно и конфузно веќе е дегутантно да се обидуваш сето тоа да го сватиш. До 15 мај ви е проложен рокот на действување како локална самоуправа. Што после 15 мај ако ситуацијата остане адакта, ако ништо не се промени? Како ќе функционира општина Струмица? Како ќе функционираат другите општини во државата? И сите тие нешта кои произлегуваат од вашето секојдневно работење? Јас сум голем оптимист и се надевам дека до тој момент нема да дојде. Јас добро ја познавам умешноста на господинот Заев и изнаоѓање на решенија во услови на криза, како што тој умее да ги изнајде. Искрено се надевам на што е можно побрзо решение за итно формирање на влада која што ќе овозможи или барем ќе ги пролонгира мандатите на градоначалниците и советите, се со цел нормално функционирање и нормално живење на граѓаните на општините, на граѓаните на Република Македонија. Така, тоа се проблемите со кои се соочувате сега, но не бевте многу среклија на почетокот кога седнавте, еве пак го користиме тоа во тоа градоначалничко столче, бидејќи се соочивте на самиот почеток од вашето дејствување како ВД градоначалник со едно голем временски проблем со кој се соочи и Македонија и сите градови во Македонија, па и целиот Балкан. И пошироко станува збор за поларните ниски температури и енормните врнежи од снег кои ја одбележаа оваа зима. Се чини дека успешно се справивте и со овој проблем. Така е, господине Калаџиев. Се што не може да не убие, само не прави посилни, знаете. Општина Струмица, нема да бидам скромен, но и морам да кажам дека најдобро во целата наша република се изнајде решенија во однос на справување со обилните снежни врнежи и со ниските температури. Јас не го сметам тоа за непогода, затоа што тоа била желбата на мајката природа, нели? Така. Ние постоиме како институции, како општини и јас како заменик градоначалник или како вршител на должност градоначалник, како сакате, за да изнаоѓаме најбрзи можни решенија, се со цел граѓаните да не се соочат со проблеми кои што ќе им влијаат на квалитетот на животот. Општина Струмица, морам да кажам дека благодарение на општинската администрација, благодарение на противпожарната единица, благодарение на јавното претпријатие Комуналец, 24 часовно
реагираше и ги следеше состојбите и ги чистеше и реагираше нормално согласно приоритетите за чистење на улици кои што се усвоени со одлука на Советот на општина Струмица и беше во функција на деблокирање на патиштата се со цел и во интерес на граѓаните. Општина Струмица, за разлика од некои други општини во нашата Република Македонија, не се соочи со проблеми од типот на одсечени села. Не се соочи со проблеми да граѓаните не можат да стигнат од оние примарни институции како што се болниците, како што се судовите, општините и други институции кои што можат да им влијат во нормалното функционирање животно на граѓаните. Тоа ме прави особено среќен затоа што кога имате вакви појави, тогаш доаѓаат до израз и свеста, и совеста, и трпението како на градоначалникот кој што функционира во моментот, но така и на граѓаните. Еве уште еднаш после толку време јас им благодарам на сите граѓани на општина Струмица за трпението и свесноста која што ја покажа за вакви услови кои за нас се нетипични. Мора да кажеме дека после 10 години ни се случуваат такви врнежи од снег со такви ниски температури. Ако не и повеќе. Обстоивме како најуспешни во снаоѓањето со снегот и со ниските температури. Иако имаше забелешки одредени на место од некои граѓани, меѓутоа овде бевте немокни тоа. Се што доаѓа од граѓаните како критика, се што доаѓа од граѓаните како нивна потреба, без разлика дали е тоа согласно приоритетите на општината или не, треба да се прифати како сериозно и треба да се реагира. Да, имаше проблеми кога велиме, кога зборуваме за непогодите и за чистењето на снегот, имаше одредени проблеми таму каде што има тесни улички, каде што механизацијата на комуналец не можеше да влезе, каде што имаше паркирани автомобили, едноставно невозможно. Неколку пати реагиравме ние за да граѓаните барем во вечерните часови ги препаркираат своите возила на други места, се со цел да биде овозможено механизацијата со која што располага општина Струмица, нормално и со ангажирање на приватни фирми кои што имаат договори со општината, да бидат овозможени барем за влез во оние тесни улички, особено во горниот дел на градот, за да можат да им бидат исчистени. Морам да кажам, се извинувам, господине Калајџиев, дека општина Струмица, за разлика од другите општини, помина и со најмалку ангажирани средства во тој однос. Морам да кажам дека фрливме околу 40 тони сол, се со цел да спречиме замрзнување на улиците, и околу 20 тони ризла. Сега сето тоа резултираше со појава на ударни дупки низ градот кои што сега ги гледаат граѓаните. Како секоја година, така и ова. Така и нормално, но да ги запознам граѓаните дека во тек е закрпување на тие ударни дупки. Тоа станува збор за околу 150 квадрати на ударни дупки низ градот Струмица и населените места нормално, кои што ќе бидат закрпени во текот на наредната недела, најкасно за 2 недели ќе бидат завршени сите тие ударни дупки. И станува збор за традиционална акција пролетно, нели, крпење на дупките. Така во тек е. И претпоставувам граѓаните веќе тоа го препознаваат, бидејќи веќе се прават тие подготвителни работи. Така мора да се засечат, да се оцрте таа ударна дупка за да после може може да се стави. И би било убаво од овде да апелираме до сите учесници во сообраќајето, особено на возачите на моторни возила, да внимаваат овие денови додека така и пак и ги замолам граѓаните за трпение, станува збор за многу мал временски период. Се надевам дека нема да замерат на општината што во овој период ќе поминуваат низ тие ударни. Така, добро. Господине Костадинов, што во овие 3 месеци, полни 3 месеци од оваа 2017 година беше реализирано како дел од програмата за работа на општина Струмица за 2017? Така. Во овие 3 месеци... Иако јас од искуство знам, бидејќи поминав многу години во емисијата Отворено со градоначалникот, во која секој последен четврток од месецот наш гостин беше градоначалникот Зоран Заев, и знам дека овие први 3 месеци, први 3 месеци од годината, обично се прават подготвителни работи, се распишуваат тендери и така натаму, нема некакви спектакуларни активности, бидејќи таков е текот на нештата, нели?
Апсолутно, мора да знаеме дека мора да поминат и тие правни постапки кои што се предуслов за да имаме реализација на одредени програми и проекти. Во моментот се случува распишување на тендери во однос на реализација, што е приоритет за граѓаните, на асфалтирање на улиците, на поставување на втор слој на улиците, на бетонирање на одредени џебови на улици, на санирање на одредени оштетени тротоари. Комуналец прават предмер пресметки за распишување на договори во поглед на разеленување на градот, во поглед на разубавување на парковите и другите зелени појаси кои што ги имаме во нашата општина Струмица. Она што треба да го кажам е дека по завршувањето на тендерските постапки, она што го имаме предвидено во поглед на ФАФД и ЈД програмите, а станува збор за тоа што го кажав претходно, за асфалтирање, бетонирање, реконструкција, за поставување на втор слој на асфалт. Станува збор за тоа дека општина Струмица од буџетот на општина Струмица одвојува близу 100 милиони денари во поглед на асфалтирање. Што значи тоа? Значи продолжување на ланските програми кои што не се завршени. Нормално и со реализација на програмите од 2017 година. Имено ќе асфалтираме улици во урбаниот блок во Касарната, ќе асфалтираме улици во урбаниот блок во зона Север, која што стана една убава индустријска зона. Нормално тоа е искоординирано со јавните претпријатија Комуналец и Струмица газ во поглед на поставување на инфраструктура потребна, водовод, канализација, да на крај општината реагира со поставување на слој на асфалт. Зошто зборувам и Струмица газ? Затоа што намерите во зона Север се да јавното претпријатие Струмица газ постави гасификациона мрежа, која што ќе биде од суштински интерес за стопанствениците кои што ќе функционираат во таа зона Север. Она што во моментот се изведува е од ланската програма е асфалтирање на улицата во урбаниот блок кај Лукойл. За да ги запознам граѓаните подобро, станува збор за зградата кај Елком, кај фабриката Грозд. И нормално Касарната. Зошто ги споменувам тие? Покрај тоа што ние асфалтираме и работиме улици и во населените места, затоа што економската пракса и логика ни кажува дека од таму каде што обезбедуваме најголем приход за општината, нормално е дека согласно давачките, комуналиите кои што ги даваат луѓето од тие урбани блокови, треба и таму да се вратат. Во поглед на поставување на целосна инфраструктура, како што ви реков, и во поглед на асфалтирање на уличките, нормално со поставување на улично осветлување согласно приоритетите на општината. Така. Значи, она што треба да го очекуваме како поголеми активности треба да следува во наредниот период, нели? Во наредниот период, како што реков, по завршување на тендерските постапки, веднаш почнуваме со реализација на програмите. Добро. Едно од активностите кои го одбележа изминатиот период е секако она со кое ние струмичани многу се гордееме, станува збор за Струмичкиот карневал и 8-дневните карневалски свечености во нашиот град. Општина Струмица и овој пат, како и секоја година претходно, го понесе најголемиот товар во поглед на неопходните финансиски средства за непречено одвивање на самиот Струмички карневал и за сите други карневалски свечености. Колку сте задоволни од овогодинешните свечености? Јас сум безпрекорно задоволен. Безпрекорно благодарен. Ова ви е прв карневал од една друга страна, нели го гледате така? Од една друга страна во поглед на да кажам иницијатор сега. Да кажам иницијатор и во поглед на финансирање и финансиер на тој карневал, како институција веде градоначелник или општина, или општинска администрација или совет на општина, како сакате. Зошто кажам бескрајно благодарен? Затоа што без сите чинители, дури и оние малите кои што ги занемаруваме во одредени ситуации, Струмичкиот карневал не може да биде тоа што е. Бескрајно благодарен сум на редарите кои што стоја и обезбедуваа непречено одвивање на карневалската поворка, на обезбедувањето, на полицијата, на водителот на Струмичкиот карневал. Немојте тоа, добро. И на сите чинители кои што успеавме сите заедно и на сите граѓани на општина Струмица да го задржиме епитетот на Струмичкиот карневал како еден од најдобрите карневали во Република Македонија, во европски и во светски рамки. Така. Тука се разбира се и членовите на организациониот одбор на Струмичкиот карневал, кои се, нели, оние кои го влечат товарот секоја година, само тие знаат колку е тешко да се организира една таква грандиозна манифестација како што е Струмичкиот карневал.
кој и овој пат имавме многу гости од страна, од соседните земји и пошироко имавме дури гости од Руската Федерација, но вистина беше прекрасно да се биде дел од таа манифестација, меѓутоа боли, повторно боли оној игнорантски однос од страна на државните институции, односно од ресорното Министерство за култура, која и овој пат не даде ниту денар за Струмичкиот карнавал. Ваш коментар? На сите нас срцето ни знае како е да во една држава, која што е наша, во која што функционираме и за која што постоиме, еден од најдобрите, најстарите карневали и воопшто манифестации културни во државата бидат дочекани на нож кога станува збор за поддршка на истата таа манифестација. Јас немам што да кажам, сите знаат дека карневалот не е ниту мој, ниту ваш. Така е. Дека уживатели и учесници на тој карневал се и оние од ДПМН, и јас од СДСМ, и оние неопределените, и сите граѓани на општина Струмица. Така е. Зошто да имаме едни аршини спрема еден карнавал, други аршини спрема друг? Струмичкиот карнавал е манифестација која заслужува почит и внимание од сите. Така е. Наместо да се гордееме сите, за култура, за жал, и оваа година го помогна карневалот со 0 денари. Го помогна во наводници, така се става во големи наводници. Искрено жалам, но оптимист сум дека до година ќе ја добие Струмичкиот карнавал потребната поддршка. Така. Но гордоста останува, задоволството останува кога и овој пат гостите од страна дури јавно изјавија дека Струмичкиот карнавал според нив е најдобриот карнавал на Балканот и еден од најдобрите во Европа и светот. Со самото тоа што Струмичкиот карнавал, вие имавте прилика да се дружите со странците. Струмичкиот карнавал беше во фокусот на медиумите од типот на CNN, од Morning Journal. Така. И сите тие реакции од граѓани и од општина Струмица, но и од цела Македонија и околните земји околу нас, нашите соседи, нивните коментари укажуваат на тоа дека Струмица остана гордо исправена пред предизвикот наречен Струмички карневал. Така. Добро, ја затвараме таа тема, го свартуваме овој лист, ги спомнавме странците и што велат тие за Струмичкиот карневал, но кога сме веќе кај странците, вие за еден сосема кус временски период реализиравте неколку активности со неколку странски делегации. Зборува и за тоа. Така, сите знаеме колку се битни и колку е длабока суштината на соработката на општината во интерес на граѓаните на меѓународен план. На меѓународен план, така е. Она што е од исклучителна важност и прва поред која што се случи посета на делегација, тоа беше посетата на евроамбасадорот Жбогар. Представува гордост за цела Струмица и за сите струмичани тоа што општина Струмица е дел од проектот на Европската унија насловен ЕУ за тебе. Станува збор за изградбата на пречистителна станица, што беше и всушност причината за доаѓањето на евроамбасадорот господин Жбогар. Пречистителна станица за отпадни води која е финансирана од Европската унија и е во вредност од некои 7 милиони евра, што представува сериозна инвестиција за општината. И се решава едно горливо прашање кое датира многу оддавна. Така, секоја година се повторуваше исто, едното исто. Така. На Струмици треба прочистителна станица, еве доживеавме таа прочистителна станица да се гради. Веќе 30% од реализацијата на таа пречистителна станица е завршена. И како што одат работите, интензитетот на градбата, се надеваме дека до крајот на 2017 година пречистителната станица во општина Струмица ќе биде и пуштена во употреба. Тоа и го налагаат роковите. Тоа и го налагаат и роковите и договорите согласно принципите на Европската унија. Задоволен беше господинот Жбогар? Господинот Жбогар беше задоволен од посетата, секако и ние бевме задоволни од посетата. Зошто бевме? Затоа што отворивме и некои други теми за кои што Европската унија е заинтересирана, а е во поглед на заштита на животната средина, со што би се заштитило и здравјето на граѓаните, за што станува збор. Имено сакам да кажам дека го отворивме прашањето и за потребата на општина Струмица од депонија. Дали тоа ќе биде регионална депонија во соработка со општините кои што не обкружуваат околу нас, од југоисточниот плански регион. Значи мора во иднина
не зборам во блиска иднина, но во иднина да размислуваме и за реализација и изградба на таква депонија која што ќе ги спречи и појавата на дивите депонии, а секако најбитно од се е заштита на животната средина, на граѓаните на општина Струмица. Јас ако не се лажам, токму Струмица, општина Струмица и градоначалникот Зоран Заев беа иницијатори за изградба на една таква регионална депонија на ниво на градоначалници на општини од југоисточниот плански регион и беше веќе најдена и локацијата и инвеститорот италијански, ако не се лажам. Меѓутоа до таква реализација не дојде. Јас се надевам дека во наредниот и сите треба се надеваме дека во наредниот период тоа навистина ќе доживее своја разрешница на задоволство не само на граѓаните од општина Струмица, туку и на граѓаните од сите општини од югоисточниот регион. Еве имат можност, бидејќи сме регионална телевизија, и да го следат овој наш разговор. Жбогар не беше единствениот што беше во општина Струмица, добро. Потоа следеше еден посета и потпишување на меморандум за соработка и меѓусебно разбирање помеѓу општина Струмица и општина Петрич, предводена од градоначалникот, морам да го кажам, да го спомнам, господинот Димитар Брчков. Општина Струмица и општина Петрич во поглед на меѓуграничната соработка до сега имаат реализирано неколку проекти. И сите тие проекти заслужуваат да бидат кронисани со потпишувањето на овој меморандум кој што го потпишавме за соработка помеѓу двете општини. Тоа опфаќа соработка нормално како на економски, така и на културен план, така и план за развој на туризмот помеѓу двете општини. Се во функција на обезбедување на подобри услови и подобар квалитет на живот за граѓаните на нашите две општини. Така. Нормално е да Струмица и општина Петрич сакаат да се збратимат кога всушност и се соседни општини на некој начин. Така, и таква соработка била и порано. Постоела одамна, од нашите предци па до ден денеска, од секогаш сме соработувале со. На крајот на крајот. И живееле со граѓаните на општина. Апсолутно, апсолутно. Воспостави убава соработка градоначалници, поранешните градоначалници на општина Струмица и општина Петрич, господинот Зоран Заев и господинот Велјо Илиев, имаше и реализирани проекти од КАРЦ или ИПАР програмата на Европската унија, изградбата на Цареви кули, реставрацијата на Цареви кули и Самоиловата крепост од страна на општина Петрич, и таа соработка убаво се негуваше, меѓутоа ова е еден чекор понатаму. Чекор напред, така. Чекор понатаму и се надам дека тоа што како хартија е потпишано ќе произлезе и во идеи, значи. Апсолутно, морам да кажам дека веќе се формирани работни групи од страна на администрацијата на општина Струмица и на општина Петрич, кои што работат во функција на реализација на насоките кои што ги договоривме со колегата Брчков, а се во функција на реализација на начелата кои што стојат во тој меморандум за соработка меѓу двете општини. Ниту Жбогар, ниту господинот Брчков беа единствените. Имате во моментов една таква делегација овде во Струмица. Така, на наше огромно задоволство, во моментов, во неколкудневна посета, ни се делегација од градот Електростали, од Московската област, од Руската Федерација, предводена од заменик градоначалникот Дмитри Гусев. Станува збор и таа посета е резултат на еден документ кој што во 2013 година во месец декември го потпиша тогашните... Беше, ако не се лажам, 12 така. 12 декември, добро. Го потпиша тогашните градоначалници, господинот Зоран Заев и градоначалникот на Електростали, господинот Андреј Александрович Суханов. Исто така станува збор за спогодба за збратимување и добро пријателство меѓу општина Струмица и градот Електростали, а се со цел продлабочување, како што веќе реков, на соработката во делот на економијата, во делот на науката, во делот на образованието и во некои други области. Културата, спортот, екологијата, туризмот, така. Она што е битно, што го дискутиравме со делегацијата од Електростали, е интензивирање на соработката во делот на економијата. Кога зборувам за економија, мислам за пласман на земјоделски производи, кој што треба да се случи до крајот на 2017 година. Одлично. За таа цел, подитно е даден налог на општинската администрација, исто така за формирање на работни групи кои што ќе имаат обврска со определени рокови, определени начела,
да ги реализираат сето тоа што ние го договараме и го ставаме на хартија во форма на записник од состанокот. Така. Ете, на тој начин далечините, географските далечини се намалуваат и сето тоа што е подпишано на хартија станува дело на задоволство на граѓаните и од општина Струмица и на задоволство на граѓаните од Електростали. Кога се има искрени намери за работа и желба за работа и желба за подобрување на животот во микрорегионот за нас во општина Струмица, за во Електростали, не постои ниту една пречка, ниту една граница која што ќе ги попречи соработката помеѓу овие две општини или било која друга општина со која што нашата Струмица соработува. Така. Одиме на друга тема, во тека една традиционална активност што општина Струмица во овој период од годината ја реализира во соработка со Јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец. Станува збор за таа пролетна акција која секогаш започнува од првиот ден на пролета, па трае таму некаде до кај 21 или 23 април. Тоа значи дека се наоѓаме на самата средина од таа акција. Колку сте вие задоволни од текот на акцијата и нејзината реализација? Јас сум презадоволен од акцијата за чиста струмичка пролет. Така е, мотото годинава, да. Кое што е и мотото на таа акција, а кое што е реализирана од Јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец, заедно со општина Струмица. Задоволен сум затоа што информациите кажуваат дека допред некој ден се соберени околу 143 кубни метри на отпад, кои што го пријавиле граѓаните. Тоа упатува на фактот за колкава е свеста на граѓаните во делот на нивната желба за да ја гледаат Струмица чиста, таква каква што и приличи. Така. Нормално таа акција ќе се одвива реонски во неколку фази. Зошто велам во неколку фази? По расчистувањето на отпадот кој што ќе го пријават граѓаните, еве да не заборавам да искористам приликата и да упатам порака до граѓаните и апел. Секој отпад да го пријавуваат во систем 48, на секоја реакција од граѓаните ние навремено ќе реагираме и ќе биде подигнат тој. Така, апсолутно. Во неколку фази, затоа што по завршувањето на прибирањето на отпадот од општината и населените места нормално, одиме во фаза на чистење на дивите депонии. Дивите депонии ние континуирано ги чистиме и ќе ги чистиме и тие се појавуваат и очигледно мораме сите заедно, граѓаните на општина Струмица, да поработиме на свеста. Так. Зошто велам на свеста? Затоа што појавата на дива депонија за жал укажува и на некогаш укажува на менталитетот на одредена група на народ. И на културата на живење. И на културата на живење и на потребата од чиста околина и здрава животна средина. Так. Мора да работиме на свеста. Замислите, господине Калајџиев, ако на секоја дива депонија наместо фрлен отпад некој се охрабри и посади по едно дрвце. Колку би било тоа лесно и убаво. Во таа насока размислуваме и во таа насока ќе работиме. Тоа е нашата цел, тоа е и целта на акцијата за чиста струмичка пролет. Таа ќе заврши во наредните денови, останува на свеста на сите нас да не произведуваме работи кои што се непотребни и ни укажуваат и даваат некаква друга слика за Струмица. Не само што ни да укажуваат на нешто, туку си правиме лошо на самите себе. Апсолутно. Така. Оти ние заслужуваме сите да живееме во чиста околина. Јас се надам дека таа акција како што успешно започне и успешно ќе биде завршена. Велите во неколку фази, а тие неколку фази значеа и неколку региони. Значи, самиот град беше поделен во региони и систематски се подигаше сметот од сите тие региони. Тоа трае, се уште трае. Веројатно и граѓаните и фирмите, стопанските субјекти заслужуваат честитки бидејќи добро соработуваат на тој план. Апсолутно, како што кажав, кога мислам на граѓаните, мислам и на тие стопанственици кои што соработуваат во делот на акцијата на Комуналец. Јас се надевам дека успешно ќе заврши целата акција и дека ќе имаме една чиста струмичка пролет со тенденција да имаме и чисто струмичко лето. Така, и чиста струмичка година. И чиста струмичка година. Каква ќе ни биде пролетта, таква ќе ни биде годината, нели? Добро. Сега, одиме за едно болно прашање за кое многу се разговара во Струмица. Веќе подолг временски период, не знам колку е. Учесниците во сообраќајот се соочуваат со проблемот со семафорите на булеварот Гоце, на
крстосницата на булеварот Гоце Делчев со булеварот Климент Охридски. Кај Житострумица. Кај Житострумица. Зошто овој проблем досега не е решен и има ли разрешница на овој проблем? Како што реков, ние постоиме да ги решаваме проблемите. Свесен сум за реакциите и кои што се оправдани на граѓаните, како по социјалните мрежи, така и во секојдневни муабети, дури и со мене си дискутираме за тој горлив проблем на општината. Но морам да кажам дека во таа конкретна ситуација имаме измешаност на надлежност на повеќе институции. Општина Струмица до сега правеше судир на ингеренции. Судир на ингеренции так. Кој што се надевам никој нема намера да не го реши проблемот, туку проблемот е баш тие постапки, правни постапки кои што мора да се преговараат и да се договорат да општина Струмица, која што има донесена одлука на совет за да реализира кружен тек на таа раскрсница таму, добие согласност од надлежните институции за да може да изготви планска документација, врз основа на која планска документација ќе го реализира кружниот тек. Преговорите морам да кажам дека завршија успешно и ете да ги информирам граѓаните. Тешко, ама успешно, или? Па така тешко, ама успешно, да. Тешко, ама успешно, но завршивме успешно во интерес на граѓаните. Така. Морам да кажам дека во тек е подготовка на планската документација за кружниот тек и дека да очекуваме во наредните недели, една-две недели, од почнување на реализација на тој кружен тек, со што конечно ќе го решиме проблемот на тие две улици. Така. Морам да кажам дека повеќе години се водат тие преговори. Знаеме дека семафорите не функционираа, сега се доведува до прашање дали кој е надлежен за семафорите. Кои институции се вмешани таму? Едната е општина Струмица, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за патишта. Станува збор зошто семафорите, сега се надоврзувам за семафорите, не функционираат поради дотрајана инсталација. За да ја поправиме таа дотрајана инсталација, тоа би не коштало како општина околу 7.000 евра. Зарем мислите дека во фаза на преговори за реализација на кружен тек треба да потрошиме 7.000 евра за да ги сетнеме семафорите и за една или две недели ги тргнеме од таму? Така. Економската логика ни вели не, почекајте, подобро полицијата да пушти сообраќајец кој што ќе го регулира сообраќајот, барем во тие ударни часови во деловите од денот, отколку да навлегуваме во некои инвестиции кои после нема да бидат оправдани. Так. Тие пари сме спремни и ќе ги пренасочиме на други потреби за граѓаните на општината. Одлично. Кога сме веќе кај кружните текови, тие во Струмица, па и секаде во светот се покажано како многу ефикасни за регулирање на сообраќајот, многу подобро од семафорите, нели? Сведоци сме на неколку места во Струмица како тие непречено функционираат. Јас се надевам дека оние забелешки кои ги имаше многу низ социјалните мрежи, кога граѓаните вела, ама не интересира чија е ингеренција тоа, дајте решете го, оти ке се испотепеме, ама за среќа немаше некакви посериозни последици. Пак морам да им заблагодарам на граѓаните до денеска така. За сето трпение кое што го имаат. И јас ја разбирам потребата да веднаш земеме и изработиме и реализираме кружен тек на тоа место. Но треба да знаеме, кога имаме вмешаност во надлежност, кога некој нас ке ни се вмеши, или ние на Министерството за внатрешни работи или на Агенцијата за патишта, одговорноста е кривична, според закон. Така. Зошто? Кога може да преговараме и договориме нешто, па макар тоа и да потрајало некое време. Подобро е така, отколку да го прекршуваме законот кој што исто важи за сите. Така. Господине градоначалнику, отприлика јас имав тоа да ве прашам според оној бележник кој си го направив подготвувајќи се за оваа емисија. Имав уште едно прашање за крај, ама вие без друго одговоривте на исто тоа прашање, тоа е што понатаму. Веќе рековте дека Веќе го одговоривме прашање. Да, веќе го одговоривте тоа прашање дека по завршувањето на
на оние тендерски постапки следува реализација на првите активности и јас ви посакувам успех во реализацијата на тие активности и останува да ви се благодарам што бевте гостин во емисијата Отворено со општината. Со напомена, не знам како ќе се одвиваат нештата во Струмица и во Република Македонија, со напомена дека убаво е така од време на време да се гледаме за да ги запознаеме на граѓаните што се прави со нивните пари во општина Струмица и заатер на отчетноста на општина Струмица, каква што беше и досега да продолжи и понатаму. Господине Каледжиев, за крај благодарам уште еднаш на поканата. Она што важи за општина Струмица како најтранспарентна, најотчетна. Тоа и ќе обстои. Морам да кажам дека ова е моje прво гостување по назначување на функција на вршител на должност градоначалник. Ние не знаеме утре што ќе се случи. Ја гледаме ситуацијата, ја разбираме и чекаме сите решенија на оваа криза во оваа наша држава. Јас не знам до кога ќе трае моето функционирање на чело на општина Струмица, но до кога и да е. Ги уверувам граѓаните дека недвосмислено ќе бидам отчетен градоначалник, веде градоначалник, ќе бидам спремен да одговорам на сите предизвици со кои што ќе се соочуваме како општина Струмица. Ќе бидам спремен за секое гостување, во секоја емисија, во секоја телевизија, а до кога ќе трае тоа, никој не знае. Сите се надеваме на брза разрешница на оваа криза која што ја тишти Република Македонија и граѓаните на Република Македонија, секако граѓаните на општина Струмица. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од програмата на нашата телевизија. Ви благодарам. Почитувани гледачи, вам исто така ви благодариме што бевте со нас и овој пат, довидување до следното издание на емисијата Отворено со општината. Пријатно.